Добро вечер, почитувани жители на општина Јагуновце. Добро вечер, почитуван и ценет градоначалник господин Димитар Костадиновски. Добро вечер, почитувана председателка на Совет на општина Јагуновце, госпоđа Валентина Марческа. Добро вечер, почитувани советници, пратеници, медиуми и останати ценети гости. Ви се заблагодаруваме што одвоивте време да присуствувате на овој настан. Ви благодариме, градоначалник, за вашиот вложен труд и се надеваме на уште поголеми дела кои ќе сведочат за вашите способности и желбата да му се посветите на овој народ. Сега го поканувам нашиот ценет и почитуван градоначалник господин Димитар Костадиновски. Добро вечер. Почитувани граѓани на општина Јагуновце, почитувани советници, почитувана председателка на Советот на општина Јагуновце, почитуван пратеник во Собранието на Република Македонија, почитувани председатели на местни заедници на општине во селата во општина Јагуновце, почитувани присутни, почитуваните медиуми кои одвоивте време за вечерва да присуствувате на овој убав чин. Како што ја започнав кампањата во 2021 година, непосредно, со многу емоции и силно мотивиран за промени и проекти, за заеднички да создадеме нова иднина, така исправено и стамено седам пред вас. Сам уверен, доблесен и уште помотивиран, со отчет за изминативе 2 години, односно овој отчет е за годината 2023 година. Отчет кој представуваше аманет за посветено и домачинско работење со општина Јагуновце. Почитувани жители на општина Јагуновце, чест ми беше изминатиот период да ви го посветам на вас, со неуморна работа да направиме општина Јагуновце подобро место за живење, а проектите кои ги сработивме до денес се потврда дека и не сме сите исти, како нашите политички опоненти, и дека јас, Диме Медија, и сега како градоначалник, Диме градоначалник, е човекот кој е постојано со својот народ, со вас, со вас кој ги цени и почитува највише од се, работи и се залага во сите полиња и сите сфери како никој до сега. За да не биде само зборување, ние затоа подготвивме отчет за периодот 2022, односно крајот на 2022 со донесување на буџетот за 2023. Значи овој отчет е за 2023, кој представува сиже од се она што сме го сработиле изминатиот период и зашто изразувам огромна благодарност до Советот, до советниците на општина Јагуновце, посебно до општинската администрација, исто така и до јавното комунално предпријатие, односно вработените во јавното комунално предпријатие, кои дадоа се од себе за општина Јагуновце, биде поредена и последена општина Јагуновце, исто така и вработените во училиштата и вработените во градинката. Сега би се посветил на отчетот, односно на тоа се што е направено во изминатиот период и би ги презентирал, односно би ги објаснил се проекти што се реализирани во периодот за оваа тековна година 2023. Со тоа што мислам дека секој од вас и секој кој што не е присутен овде, а ќе биде споделени и преку социјалните медиуми, и преку медиумите, односно електронските медиуми, односно и преку отчет кој ќе биде дистрибутиран сега во периодот што е пред нас, односно
по посетата во секој населено место и седбиќа со граѓаните ќе биде поделен и секој од вас треба да знае што е направено и каде се потрошени средствата од буџетот на општина Егуновци. Кој е скромен и кој без поддршка од централната власт, мислам дека успешно ја завршиме и 2023 година, а ова да не биде дека се жалам, односно на централната власт дека не помага. Вие се самите сведоци и за тоа не би сакам многу да коментирам. Ако ние се враќаме назад, нема да гледаме во иднината, односно нема да правиме проекти и да развиеме општина Егуновци како што сакаме и како што доликува да биде една модерна и успешна општина во која сите, верувам, посебно што сте овде и што не се овде, а живат во општина Егуновци. Сега би почнал со проекти кои се реализирани во секој населено место. Може са малку, може са не проекти толку значајни, а за мене и за општина Егуновци се значајни и во рамките, како што кажам, на буџетот гледаме да бидат опфатени сите населени места во општината и затоа ќе почнеме од населено место Ратае, со тоа што во овој период, во ова една година успеавме да во подачното училиште го внатрешниот дел реновираме, поставиме климе инвертер и заменета е електричната енергија од монофазна во трофазна, со тоа што ги подобруваме условите за најмилите, односно за децата, наставниците и за граѓаните од тоа населено место. Исто така во Ратае, со добрата соработка што имаме со местната заедница, односно со организациониот одбор кој го организира турнирот во Ратае, помогнавме заедно да изградиме една трибина на едниот дел од игралиштето, каде што се надевам дека и во 2024 ќе продолжиме и ќе успееме да комплетираме целото игралиште да биде офатено со трибина. Исто така во Ратае започнаме со проектот. Може тој е најзначаен проект во Ратае и во секој населено место, а сега конкретно за Ратае проектот за фекална канализација. Фекална канализација која е, мислам дека деценијски проблем кој Ратае го има. Сега сме во фаза, сведоци са дел од Ратае, дел од вас присутните, дел што таму работат, дека во моментов сме на многу на делот од Ратае кој го поврзува со Жилче, со колектор за Жилче, каде што би бил еден дел од Ратае врзан до Жилче и поголемиот дел од Ратае би било решен со тоа што се надевам дека ако временските услови дозволат во овие неколку дена до нова година, тоа ќе ни биде завршен и со тоа што поголемиот дел, како што кажав, од Ратае, негде околу 2,5 до 2,800 километра канализација ќе биде поставена, со тоа што ни останува помал дел, односно километар и 100, делот што е од сред село према излез, кој мислам дека за 2024 ќе биде успешно завршена и Ратае конечно ќе добие фекална канализација. Исто така во Ратае би се надоврзал и со проектот реконструкција на патот кој е од центарот на селото лево и десно. Со тоа што еве овде јавно можам да констатирам, односно не да се правдам, односно да кажам вистината, дека има реакција од опонентите дека патот е пропаднат. Односно дека има на дел од патот каде што е правена фекална канализација оштетен асфалтот. Еве овде јавно ви кажам, тоа свесно го знаеме сите од нас, а средствата требаше да се потрошат до 1 ноември за реконструкција на патот и затоа брзаме да ги направиме. И го реализираме тој проект со тоа што еве јавно ветувам, на пролет, сега е зима, местото ќе се врати во првобитна состојба, ќе улегне и на пролет ако треба еве и ќе го реконструираме пак тој дел кој што е оштетен и Ратае ќе го добие тоа што го заслужува. После Ратае би се посветил така со ред природно на Жилче. Со Жилче го спомнав и лани отчетот, го решиме проблемот со вода. Го решиме проблемот со фекалната канализација, за мене што тоа е сатисфакција, а и потреба на граѓаните на Жилче. Исто така вложиме во подачното, односно основното училиште во Жилче, каде што учат деца од 1 до 9 оделение, кое беше реновирано, кое сега
е реконструирано внатрешниот дел комплетно, заменета са грењето, поставена е топлинска пумпа и се створени многу подобри услови за децата, за наставниците, за персоналот во ова училиште. Исто така во Жилче го реконструираме и патот, една улица во селото која движи, знаете и самите, од регионалниот пат покрај школото, пак излага на регионалниот пат. Со тоа што Жилче го заслужува и мислам дека во иднина ќе продолжиме уште со подобри интензитет и со подобри проекти. Надоле, како што кажав, природно доаѓаме во Шемшево. Во Шемшево исто така го решиме проблемот со вода што го имаја, а го оградивме делот на основното училиште што не беше дограден од самиот влез нагоре спрема Жилче. Се реконструирани тоалетите во основното училиште, исто така е поставени детски реквизити на делот кај што живеат македонците, кај што немаше поставено такви детски реквизити, а тие беа барани уште во предизборната кампања. Исто така се доделени сега во консултација со местната заедница, доделени се бекатон плочки, ивичнаци и канделабри кои во тек ќе почне изградба на тротоар во населено место Шемшево. Надоле исто би продолжил со населено место Силичино. Силичино заедно со местната заедница, со организацијот одбор за турнирот во Силичино, помогнаме за правење на трешница на самото игралиште, која беше барање од самите жители, односно од организацијот одбор. Исто така, на состаноците кои ги имаме претходно, видоме дека подрашното училиште во Силичино е многу катастрофално и многу реновирано и се посветиме комплетно, значи комплетно е реконструирано внатрешниот дел, заменет е кровот, комплетно со панели, исто и поставена топлинска пумпа и надворешниот изглед, односно е фасадирано или обоено, со тоа што доби поголем лик и подобри услови за децата, наставниците и за местното население од Силичино. На жал, во Силичино единствен проект што ни беше аплициран со кофинансирање од општината, а на жалост ова е ненародна влада што реално ги казни жителите конкретно на Силичино, не ни го одобри проектот и за патот кој беше од сред село познат према викендиците, односно на новата населба што е во Силичино. И еве јавно овде ветувам дека тој проект за брзо од сега, на пролет, кој ќе се створи условите, ќе почне да се реализира. Како што реков, идемо надоле, стигаме во Туденце. Во Туденце, исто така, училиштето беше реновирано, може да кажам, уште од време стари го кажуваат, бугарско кога е било праено, не било ништо чепнато. Го реконструираме внатрешниот дел, го заменивме електричната енергија од монофазна со трофазна, поставиме томплинска пумпа, преградиме училница уште една за децата, со потребите што ги имаме во консултација со наставниците и го седиме внатрешниот дел комплетно, со тоа што ги замениме вратите, значи комплет и створиме добри услови за нашите деца, наставници и за граѓаните на Туденце. Исто така, во Туденце, покрај самата река на Вардар, изградиме еден парк кој го градиме, го спремавме, го уредиме, со тоа што сега денеска конкретно се поставуваше и една летниковец, каде што ќе биде многу брзо од сега комплетиран и ќе заличи на еден парк кој го доликува да го има секој населено место. И продолжи со Копанце. Во Копанце исто така доделивме бекатон плочки кои во соработка со местното население и местната заедница ги поставивме и добивме подобри улици и улици кои се во интерес на нашите граѓани. Исто така во Копанце направивме тротоар од самиот почеток доле на селото до горниот дел на селото, некако околу 500 и кусур метри, со тоа што ги подобриме условите за движење на тој дел од тие куќи кои се поред овој тротоар. Исто така и во Копанце го заменивме електричната енергија од монофазна во трофазна и поставиме топлинска пумпа, каде што добиме исто така добри услови за нашите деца и наставници. Во населено место Ротинце дадовме сега бекатон за оваа 2023 година, кој се уште не е
однесен и не е значи ни поставен. Во периодот што следи Ротинце ќе го добие и ќе биде поставен на улицата каде што имаше предлог да биде поставен и на местото каде што се изгради во соработка со црковниот одбор, местната заедница, местното население, заинтересираните, помогнавме како општина, како јавно претпријатие да ги изградиме мостот кој поминува преку река Вардар до самата црква, што е спроти реката Вардар. И тамо ќе го покриеме тој дел, значи делот бекатонот ќе биде доделен со соработка, како што кажав, и консултации со одборот, со местната заедница, со црквениот одбор, ќе го поддржиме и тој дел, за да тој дел го урбанизираме и стане едно место каде што ќе се движат нашите сограѓани. Во населено место Подбеџе исто така на барање на граѓаните, на седбите кои ги имаме претходно, барање да биде оградено делот на игралиштето, го завршивме, исто така направен е тој популарен засек кој го користа за наводнување, дадомо бекатон плочки каде што дел се поставени, дел сега се уште се во фаза на поставување, а во моментов исто така имаме однесено бекатон и вичнаци, каде што ќе се уреди еден добар парк во центарот на Подбеџе, за да добие едно подобро и подобно место за живот на овие граѓани од тоа населено место. Исто така во Јанчиште, во соработка со местната заедница, спроведовме акција, набавивме, значи, околу 500 метри чинам цевки за наводнување, односно браздата која го користеле граѓаните и која секоја година, 2 пат, 3 пат годишно треба да се одржава, сега ќе биде поставени цевки со тоа што тој дел ќе биде покриен, нема да се губи вода и ќе има подобри услови за граѓаните од тој дел. Исто така во Јанчиште доделиме бекатон плочки, кој дел е поставен, дел е направен од тротоарот, значи соработка со местната заедница, со делот совесни граѓани на Јанчиште кои го сакаат целото, дел е поставено, дел сега има донесено пак, кај што ќе продолжи тој тротоар. Исто така ќе се прави во моментов, мислам дека почнало денес, парк еден уредување на паркот кој е моментално во Јанчиште пред самото школо, да се доуреди, да се постави исто летниковец, каде што ќе има децата, возрастните, родителите или бабите, дедовците да ги носат своите најмили. Исто така во Јанчиште, во Подбеџе, во Прелюбиште, со поддршка од Јуокром, ги очистиме земјоделските патишта, кои може да кажеме 50 и повише години не биле чепнати, на некој начин не дека нешто направено многу, ама колку толку ги подсредиме, со тоа што на пролет ќе почнеме поинтензивно да ги уредиме, за тоа што нашите вредни земјоделци од општина Јагуновци имаат подобри услови за работа на своите поседи. Во самото село Прелюбиште, каде што се наоѓаме сега, самите се сведоци дел од вас, на првиот отчет кога беше пред една година, на самиот влез видовте дека библиотеката беше реновирана, неуредена, сега комплетно ја уредивме, надворешниот ја фасадираме, влезот, партерно го уредиме, делот околу библиотеката, со уште не е завршен, што ќе заврши за многу брзо од сега, исто ќе се постави летникоец. Во Прелюбиште исто така изградивме една улица во Ромското мало, односно од самиот пат каде што е школото, до цел круг до самите куќи на ромите и пак излага на патот кај за другата. Комплетно е завршен. Исто така во Прелюбиште го реконструираме игралиштето од Бојкарско, со нова плоча, по современа технологија те поставена е нов бетон, со сега и обележано, со тоа што ќе го доуредимо за брзо од сега и за децата кои во лето кој ќе поминам, ги гледам дека многу спортуваат делот, играат на тоа игралиште и затоа ценемо дека треба тоа да се реконструира и да се загради за комплетно да бидат децата да имат подобри услови за спортување, за дружење и тоа ни е еднината во овој дел. Исто така се би почнал во населено место Беловиште. Во населено место Беловиште може да кажам дека
доделимо бекатон плочки, каде што со соработка со местната заедница, со граѓаните од тој дел, од тоа населено место, се поставени и поголем дел од улиците што беа со кал се поплочени, кои во наредниот период ни остануваат уште мал дел од една улица ќе биде реконструирана. Исто така во Белоиште на барање на жителите поставиме канделабри на самото детско игралиште што е кај самото спортско игралиште и на барање на местната заедница и жителите почнаме со изградба на кеот кој е од самиот мост надоле. Ако ви кажам административно дека сме во пречка беше, некои проблеми административни излегува, сега е завршен е тендерот, каде што и наредна неделя више ќе ги внесем фирмата која го доби јавната набавка, ќе ги внесеме во работа, ако дадат условите, тоа да се заврши. Значи, предвидени се средства, завршена јавната набавка и ќе биде комплетно тоа завршено. Исто така во Вратница поплочиме голем некои две улици во Вратница кои беа проблем и барање на жителите од тој дел, се комплетно завршени. Исто така са во Белоиште и во Вратница поставени на барање на граѓаните, на местната, поставени са автобуски постојки. Исто така во Вратница голем проект за мене може и значаен за тој дел на Вратница е пренамената на интернатот во самото училиште Симче Настовски, кои бараме согласност од Министерството за труд и социјала, каде што беа на увид и се договориме да општина Егуновце го заврши уредувањето вратрешно и они ни дадат согласност за да преадаптираме, да добиеме решение за пренамена за градинка и да отвориме клон на градинката Цветови од Прелюбиште, како што е исто на Јаболчина градинката во Егуновце и да отвориме исто градинка клон во Вратница. Нажалост, обврската што ги имаше општина Егуновце ја заврши, како што кажав на почетокот, владата нема слух и сега моментално ситуацијата е статус кво. Се надевам дека во блиска иднина ќе дојде една нова влада и каде што ќе најде разбирање да оваа градинка ga ставиме во функција и жителите од тој дел на поранешна општина Вратница бидат отфатени и нивните најмали да имаат место каде што ќе можат да се социализираат, да се дружат, да им се излезу пресетете кратко и кажано на овој дел од овие жители од овие населени места. Во населено место Старе село исто така имаме добра соработка со местната заедница, доделени са бекатон плочки, поставени са во соработка како што кажав, поставена автобуска исто постојка, каде што сега во овој период спремаме исто проект, со тоа што и како што реков во соработка со местната ќе го градиме и подрачното училиште, со тоа што ќе направиме еден парк добар за тој дел на Старе село да добие еден подобар лик како центар во самото училиште, како центар на селото, за да имаат каде да децата и повозрастните излезат и се дружат. Исто така во населено место Рогачево, пред исто овој период, пред донесување на буџет, на состанокот со местната имамо барање за оградување или реконструирање на училишниот двор, или тој познат да се изгради нов зид. Тоа го направиме во текот на оваа година, го уредивме самото училиште, самиот пат покрај самото училиште го проширивме и на некој начин направиме подобри услови и за децата и за жителите на овој дел од Вратница. Во Јажинце исто така доделиме бекатон плочки, направен е проект на барање на местната за патот од самото џаде до горе, каде што има бекатон, сакаат со асфалт, и исто поставена автобуска постојка и во моментов се планира да започне исто парк како што ќе започне во Старе село, таков парк, за да има исто и децата и од тоа населено место услови за
за подобро дружење, играње и уживање. Сега би се вратил во Ораше. Во Ораше го дадом исто бекатон плочки. За мене тоа е во училиштето грењето, поставена печка на пелет, парно значи, и доделени се и цевки за канал некој што имаше барање од самото село, а во Долно Ораше, набаран исто на училиштето, на местното население, го градиме дворот на школото, поставиме детски реквизити и на тоа мало село со неколку 5 деца, 4-5, створиме услови за колку толку да имаат нешто да играат, да се занимаваат. Ќе се вратам сега во Јагуновце. Во Јагуновце е почната, уште може овој период почна лани, стазата од самиот Дучан према црква, со тоа што сакаме да продолжиме и надоле, ама има проект што е од Светска банка за реконструкција на улиците во Јагуновце. И ако ви кажам искрено дека проектот го кочат 2 години, дојде самиот крај. Со тоа што они мислеа дека да не ни направат добро, за да немаме атмосфера за избори, сега ќе ни дојде на сами избори ние патот да се прави. Сега патот е комплетно набавката завршена, која води транспорт и врски преку Светска банка и подпишање договор, и во блиски едини од сега, зависно од временските услови, ќе почне цело Јагуновце да се реконструира и да заличи како седиште и центар на општина Јагуновце. Исто така би се надовршал во Јагуновце, почнаме со спортското игралиште. Спортското игралиште беше една ливада, една нива, една, како да кажам, ледина, еден народно кажано, каде што сега во моментот е направено едно игралиште кое доликува, кое било символ на Јагуновце и на Јуокром, и е вратен тој спортски дух, каде што едно 70 и повеќе деца, ете со наши овде наставници, вежба, тренираат и самото и е вратен, како што кажа, спортскиот дух, каде што општина Јагуновце со донесување на буџетот за 2024 планира целата и слачоница или соблекувална да биде реконструирана комплетно и да заличи и да се вратиме во времето, може да кажам, пред 30 години, каде што Јагуновце вараше ни добри играчи кои играле во разни клубови и во Македонија и надвор од Македонија. Исто така во Јагуновце помогнавме и за други работи, што не би сакал сега овде да ги споделувам јавно, и општина Јагуновце ќе биде ја лично отворен за се што може да помогнеме, а во интерес е за нас, граѓаните од општина Јагуновце, ќе помогнеме и ќе дадеме се од себе, како што кажам, да развиеме и да биде подобро место за живење. Исто така голем значаен проект што започна сега, значи месеци, 10 дена, е проектот регулација и чистење на реката Варда. Тоа е значаен проект финансиран од UNDP, со многу залагање, мое лично, на администрацијата, успеаме овој проект да почне да се реализира. Проектот го финансира, како што кажав, UNDP и почна да се прави и е во фаза на работа, со тоа што има ке граѓаните на неверност, општо ние не веруваме во ништо, таков ни е системот, ама верувајте дека тој проект ќе заврши, ќе биде комплетно сработен и за 5 месеци, може да кажам од сега, општина Јагуновце или овие населени места што се во потекот на реката Вардар, ќе добијат заштита и ќе добијат услови за да под се земјоделските посеви, куќите што се потојдел, да биде минато со поплавите и да тој дел бидат ставени во начин што би биле заштитени и би немале никакви проблеми однос со поплави. Исто така позначени проекти што мислам дека треба да се реализираат во општина Јагуновце, ќе биде, како што кажав, да се планирано ни е мене, значи лично како Димел, од средбето, од контактите што ги има меѓусебно со граѓаните, неколку позначени проекти, со тоа што би сакале од вас овде и делшно не од вас, во периодот што следи, ќе ги посетиме местните заедници, ќе оствариме отворен ден на општината за предлог проекти за буџетот за 2024, со тоа што
да допремо до секој од нас, за да излечемо и да направиме и да ставиме во буџетот за 2024 проекти што ќе бидат во интерес за нас граѓаните, односно за сите од општина Егуновци, па и пошироко. На крај би завршил. Општина Егуновци, сега малку сакам да ви кажам и административно. Се соочуваме со административни проблеми, односно со мал број на администрација, каде што немаме услови за да покриеме самата децентрализација на општината. Почнаме да се екипираме и со пречките што ги имаме од централната власт, себе на некој начин за овие 2 години успеаме да се комплетираме, да го комплетираме не целосно уште јавното предпријатие. Во периодот што следи исто ќе набавиме и трактор и опрема за јавното предпријатие, каде што ќе се подобрат условите и за самото јавно за функционирање и за самите граѓани. Со тоа што некој ќе ме праша и за комуналниот смет, тоа ни е проблем, ама горд сум што за 2 години отвориме, затекнаме затворено предпријатие, отвориме јавно предпријатие, почна да функционира, дадомо јавно-приватно партнерство за собирање на комунален смет, со тоа што од 500-600 канти кои беа доделени во претходно на територија на општина Егуновци во населените места, сега стигнаме до околу 1500-600 канти. Со тоа што ова ќе продолжи на пролет, има уште мал дел од нашите сограѓани кои немаат канти, кои верувам дека ќе ги најдат разбирање да земат, и со тоа што ќе комплетираме тој дел на собирање или заштита на животната средина, и административно во фаза сме на наш колега да стане комунален инспектор, со тоа што би почнале не одма да казнуваме, би почнале со некои опомени, со некои разговори, за да се створат навика, а навиката е створена, значи 90% од нашите сограѓани имаат канти и тоа е добро. За тој мал дел ќе даеме напори заеднички да успееме и тој процес комплетно да биде завршен и заокружен во делот на животната средина. И на крај пак ќе се вратам во училиштата, каде што може ни остане уште 2-3 училишта да ги замениме огрењето, по донесување на буџетот ние во план да ги комплетираме и тие, и за сите подрачни училишта на територија на општина Егуновци имаат заменето грејење, односно поставени топлински пумпи, каде што ќе имаат многу подобри услови децата, и ќе започнеме со надворешниот дел на уредување, за да самите деца, самите наставници видат некоја разлика и видат подобри услови и за одвивање на наставата и за самиот процес да биде многу поуспешен и по-комплетен. На крај, како што кажав, ви благодарам многу за присуството и вниманието и што го одвоивте ова време за да присуствувате на овој отчет, да сте ми живи и здрави, и се надевам до година ќе се видиме пак на ваков отчет, каде што ќе има многу реализирани проекти што се од многу поголемо значење на вас, граѓаните на општина Егуновци. И на крај, да живее општина Егуновци, да живее Република Македонија, и бидите, ова е нешто што ја во мојот скромен живот и лично на себе сум го видел дека треба да бидете мотивирани, да верувате, да имате надеж. И верувајте дека во Македонија ќе дојдат подобри времиња, ќе и во општина Егуновци ќе дојдат подобри времиња, каде што ќе се реализираат многу проекти и секој од нас да ги сака своите населени места, да ја сака општината, затоа што ние сме родени во тие населени места и живееме, и како што народски кажано, и тука се надевам секој сака од нас и да заврши. А за да завршиме, да бидеме горди на тоа што ќе го направиме, на тоа што ќе го оставиме на поколенија, дека е направено, са створени подобри услови, и верувајте, имајте надеж дека општина Егуновци, се надевам дека во 2024 ќе биде многу подобри поразвиена општина Егуновци. Ви благодарам.
Ne kažu što nešto ne kažu, da mi tek na sebi. Valja naredno u salu u Jagunovce.